Во тема на денот вечерва политичка анализа со Иван Величковски. Добро вечер. Добро вечер, благодарам за поканата. Направо сме на една нова политичка пролет, после промената на власт, веројатно прва. Имаме некакви интересни последните 2-3 дена настани во владината коалиција. Можно ли е да Милошовски и Филков имале лош ден, како што вели премиерот? Не, јас мислам дека имаат веќе лоша скоро цела година. И Милошовски, и Филков, и Мицковски, и Таравари, и не знам, Меджите и така натаму. Но тоа ги чувствуваме последиците од тоа сите ние, а вчера само мислам дека беа дадени контурите на политичката криза која што ќе имаат потреба да ја предизвикаат, за да можат да направат еден решафл на картите. Мислите дека намерно е искрењето меѓу ЗНАМ и ВМРО-ДПМН? Секако дека да, затоа што мислам дека на тој начин можеби некој од гневот дел ќе намалат кај граѓаните за се тоа што се случува. Затоа што ние денеска имаме всушност паднати 3 мита. Едниот мит е дека Социјалдемократскиот сојуз бил заинтересиран за евроатланската или и европската особено перспектива на Северна Македонија. Тој мит падна. Дека економијата на Северна Македонија под влада на ВМРО-ДПМН ќе напредува. И тој мит падна. Дека албанците и дуи се виновни за се, и тој мит очигледно падна, и сега нормално дека мора да се глодаат меѓу себе. И затоа и не ме изненадува и ова понуда од Филипче да влезе да го спасува мандатот на Мицковски со лидерски средби од започеток од моноетнички карактер, а поратаму како што велат нов општествен договор да направат. Која би била целта на едно креирање политички тензии меѓу две политички структури во владината коалиција? Па едноставно потребен е поголем легитимитет за се тоа што треба, односно што не треба да се направи или да се спречи во случајот. Кај нас е постојано спречувањето на дополнувањето на преамбулата, согласно државна обврска, со кој што ќе можеме да продолжиме натаму со преговорите за полноправно членство во Европската Унија. За тоа време гледаме дека системот колабира, затоа што е воден од истите структури, кои дали се во СДСМ или во СДСМ на Црвенковски или во СДСМ на Заев, небитно која, потоа се преметнуваат во ВМРО-ДПМН, дали на Груевски, дали на Мицковски и така натаму. Гледаме дека од сите партии во коалицијата на Влен, практично дали една од нив не била, не мислам дека сите биле во коалиција со ДУИ, така што дојдени сме во ситуација во која што се бара нов формат за да може да се задржат старите привилегии на истата политичка, тајкунско, југо-олигархиска структура. Да, и нивните партии. Не гледам нешто што ја тресе власта, таа е приближно двотретинско мнозинство, апсолутна контрола на се. Зошто би имало потреба од такви игри? Зошто велите приближно двотретинско мнозинство? Сум сигурен дека Мицковски не лаже дека има двотретинско мнозинство. Сега во договор со Филипче ќе има и многу повеќе од тоа, тоа не е проблем. Проблемот како да се без да создадат тензија не може да ги запрат процесите кои што се неминовни. Забележете сега, со Кочанската трагедија не може да се справат затоа што институциите едноставно потфрлале систематски и системски 30 и кусур години. Раководени од нивни градоначалници, министри, значи што сакате, државни инспекторати, пазарни, управи за јавни приходи, сето тоа се соголе сега и се виде. Во тој момент кога остануваат без погонско гориво, а кога нивната елита и олигархија мора да ги држи некако на власт да го запрат следниот процес на напредок на Северна Македонија, на промена на економските правила на функционирање на развој на претприемништвото, на владење на правото, ВМРО и СДСМ природно мора да започнат да се бранат и да бидат воистина. Зошто мислите дека воопшто тие процеси би продолжили и кој би ги туркал тие процеси па да бидат спречени? Затоа што граѓаните ги туркаат, не јавноста како што митолошки се нарекува, туку граѓаните ги туркаат и забележите ги воопшто не заинтересирани за европската иднина на државата. Па сега се многу позаинтересирани затоа што видоа дека последните анкети покажуваат катастрофална. Последните анкети веќе кажуваат дека околу 55-60% од македонците и околу 90% од албанците се за полноправно членство во Европската Унија. Така што анкетите зависно од нарачателот ќе ги кажат своите резултати оние кои што се потребни, но граѓаните имаат свои потреби кои јасно ги кажуваат на сите избори. А политичките партии се кријат за тоа дека се за европска интеграција. Очигледно не се. Ако се за, како што го поставивме условот во декември, до 16 јануари опозицијската СДСМ требаше да ги поднесе уставните измени да се види кој е за, кој не е за. Таа обврска е избегнаа. Сега доаѓаат во ситуација кога мора да се штитат едни со други, затоа што видите системот кој што е изграден. Замислете дека ова е една куќа, Северна Македонија е една куќа.
Во неа сте ги викнале одредени мајстори кои што ви изградиле. Криво е изградиле. Паѓаат балкони, паѓа кров, тече вода внатре, прозорите се раштимани, вратите паѓаат, олуци нема. И сега ви доаѓаат истите мајстори и ви викаат: "А сакате да ја поправиме куќата?" Па зарем би ги викнале да ви поправат куќа? Ние би ги викнале уште еднаш во двор да ви стапнат. Во таа ситуација сега и ВМРО, ДПМН и СДСМ. Добро, може би има една друга логика за анализа, за размислување, а тоа е дека со оглед на тоа дека владината коалиција е составена од 3 политички поголеми субјекти, од кои едниот е со 4 партии. За моментов има неколку закони кои се носат со двотретинско мнозинство, може би го има власта, но со Бадентер исто така се носат, меѓу кои изборот на членовите во АВМ, кој што не може да помине за тоа што нема Бадентер. Не мислите ли дека овие искрења може би се резултат на еден друг обид на главниот политички играч у владата да со локалните избори се провери и парламентарните избори и формирање на некој ново изборно мнозинство? Добро, ве разбирам, точно е тоа прашање. Мислам дека ве разбирам, но сега тие забележува дека не може да играат таа игра. Значи ова не е 2008 година. Играта на Груевски не може да се повтори. Бидејќи ви имате практично... Зошто да не може? Затоа што имате двотретинско мнозинство. Што ви треба повеќе? 100% парламент. Па исклучете некои таму пратеници 5, 6, 7 збориме, например, не знаеме како ќе се консолидира или деконсолидира Влен. Например, од она што го збори Таравари, може би е Влен до локалните избори и да не постои како ваков политички субјект. Ама не може да се консолидира кога не ги одразува граѓаните. Кога не ја одразува, конкретно да кажеме, политичката волја на албанците. Може би е или не е предвидено. Ама ние не треба да се криеме за албанците. Па и ВМРО, ДПМН и СДСМ не одразуваат единствено политичката волја на македонците. Да не се лажеме. А политичката волја на помалите заедници никој не одразува, бидејќи тие се декор во двете коалиции. И затоа ние имаме комплетна непредставеност и дисфункционалност, каде што може да ги купат пратениците и гледате се како се насочува дискусијата против пратениците. И тие пратеници се во собрание затоа што се представници на граѓаните, зашто имаат да се среќаваат на лидерски средби моноетнички, монопартиски, бидејќи станува збор очигледно за една партија со две раководства, Филипчи и Мицковски. Таа моноетничност е обид за исцртување на границите на така наречената Република Македонска, која треба да остане слободно можеме да кажеме транзитен коридор за влијанието на српскиот свет и излез на Егејското море. И таа е обврската која што двете партии под обврска на својата тајкунерија мора да ја спроведат. Тоа е целта да се задржи Оската, Будимпешта, Бања Лука, Белград, да продолжи кон Скопје. Каква улога во тој контекст би имале СДСМ, не ве разбрав? А зошто гледаме различен контекст во нивната улога? Впрочем, кој пристапи во отворен Балкан? Дека СДСМ е проевропска ориентирана. Кажав, тој мит падна. Кој го направи отворен Балкан? Зошто јас бев еден од ретките кои што беше спротивставен? Мислите дека резултатите со кои што коалиција со СДС? Мислите дека заради тоа не била таа коалиција до крај отворена и заради тоа рековме: поднесете ги уставните измени, можеме да соработуваме. Без тоа не. Не ги поднесовте, заврши. Истото се однесува на уште 2 закона. Бидејќи ќе зборуваме ние за агенција за медиуми и слично, ќе зборуваме за персонални решенија. Но никој не зборува за законот за примена на рестриктивните мерки, за дополнувањата кои мора да се направат. Никој не зборува за законот за проширена конфискација. Никој не зборува за новиот кривичен законник кој што е подготвен и чека да биде усвоен. Па дури министерот за правда тоа го најави. Добро, вака ако ве анализирам, ако добро ве сваќам, СДСМ ќе биде коалициски партнер на ВМРО ДПМН на следните избори или? Па очигледно така излегува. Дали ќе настапат на одделни листи или не, тоа е нивно прашање. Едноставно ние имаме власт, не зборувам само за влада, ние имаме власт која има киднапирано собствената држава. И во неја граѓаните имаат 2 опции: да настрадаат, како во Модуларна, како во Дурмотрус, како во Ласкарци, како во Кочани, или да се иселат. Забележете што се случуваше и во целиот тој потек на источниот дел на Северна Македонија. Зошто иселувањето е масовно од моментот кога франкфуртската мафија се враќа на теренот и ги запоседнува и институциите и теренот на организираниот криминал. Бидејќи организираниот криминал е организиран во поддршка со државата. И вие од тука вадите кадровски ресурси кои што понатаму ќе треба да бидат дали министри, дали пратеници, дали членови на обезбедување и слично. Па тие се такви врски. Добро, зошто мислите дека она како се нарекува лидерска средба не е добар момент? Зошто не? А зашто постојат пратеници? Зошто би разговарале ние двајца
ако сакаме да зборуваме на овие теми. Зошто би разговарале во некоја кафули или некаде, а не вака јавно? Не, очигледно, можеби искуството покажува дека некои работи се решаваат врз основа на претходни политички договори. Се ако СДСМ може поднесе било какво законско решение, претходни договори нема да помине. Вака... Кои од тие договори функционираат? Па сега Охридскиот функционира, Пажарскиот функционира сега. Па затоа што тие беа подпишани од лидерите, но дискусијата се водеше во собрание, амандманите се усвојуваа во собрание. Луѓето знаеа за што станува збор. Сега повторно ви кажам, за кој од овие три закони разговараат ВМРО, ДПМН и СДСМ? Па сега кажеш дека контрапродуктивно за СДС ќе биде таква лидерска средба или? Ама видете, јас на вистина не се грижам за СДСМ. Јас ги застапувам ставовите на Движењето за нова република. Исто не се заинтересирав ни за ставовите на ВМРО, ДПМН. Јас ги кажувам последиците кои што на крај низ изцртувањето на Република Македонска, по моделот на Република Српска, овде ќе загрози и унитарноста на Северна Македонија. Тоа дека економијата не може да очекувате да ја поправат истите кои што ја упропастиле, бидејќи станува збор сега за втора и трета генерација на наследници во политичките партии, во институциите. Вака сценарија ни дуј не препознава. А зошто мораме да чекаме некој да ни препознава друг сценарија? Ние како македонци и како македонски народ зарем не можеме да ги видиме предизвиците што ни ги сервираат нашите политички елити. Кога зборите во контекст на регионалната политичка слика врз основа на новото нормално во светот која би се одвивала или? Новото нормално допрва се утврдува. Веројатно не следите, не вие, него вашите гледачи. Сигурно не следат, да речеме, него следа обраќањето на данскиот министер за надворешни работи, кој што и по она специфична посета на Венс на Гренланд ги потврди определбата за сојузништво и за отвореност за американското присуство, кое од 17 бази во 45-та година денеска е сведено на една база на Гренланд со 200 војници. Што значи дека сите ги знаеме приоритетите и трансатлантското сојузништво или она МАГА, Make America Great Again, не исклучува Make Europe Great Again, односно МЕГА. Но оно што не сакаат нашите политички лидерства да го кажат е дека, видете, ние сме дел и природен дел и иден составен дел на Европската унија, затоа што тука припаѓаме. И за илустрација, се сеќавате дека сите, или да ги упатам вашите гледачи, да се сетат како сите путинисти однаш се трансформираа во трамписти. И сега веќе не се ни трамписти, туку така некако антиглобалисти. Ајде да ве потсетам и на уште еден аспект, да го поврземе тука повторно тој триаголник меѓу Велес, слободно можеме да кажеме Свети Николе, го опфаќа Кочани, Делчево, се долу до Струмица. Зашто тука беа двете ботфарми, најголеми ботфарми со кои што се влијаеше на изборите во САД преку социјалните мрежи? Ништо тоа не е случајно. И ова екстериторијалност која што е прогласена на така наречената Република Македонска, економски насочена несистемските македонци, кои се огромно мнозинство, и несистемските албанци, кои исто така се огромно мнозинство. Тоа воопшто не е случај. Може да се трансформираат во политички субјект кој би бил спасот за државата или? Спасот ќе го изберат граѓаните. Не сакам да користам големи изрази. Како би произлегол таков политички субјект? Па еве вака произлегува, кога ги отворено ги кажуваме работите. Бидејќи до сега се било завиено, покриено. Конечно еве да зборуваме како огромен број на политички структури ги снемуваше во моментот кога ќе пресече и ќе каже не сакаме соработка со олигархијата. Тоа е многу едноставно. Ако олигархијата ве води, вие ќе бидете на функција на власт, но нема да бидете со граѓаните. И сосема за крај, загрижува ли оној чуден сојуз Загреб, Чинам, Тирана и Приштина. Загрижува фактот што Црна Гора, мислам, у тоја наспроти Будимпешта и Белград. Загрижува фактот што ние не сме дел од договорената соработка меѓу Хрватска, Косово и Албанија и го поставувам прашањето по наш избор или не поканиле. Второто е уште поопасно, а првото е многу штетно. Затоа што ние сме земја членка, ние сме очигледно и заради тоа кажувам дека без девучичевизација на политиката на партиите во Северна Македонија, особено партиите во кои доминантно се организирани македонците, ние ќе имаме огромен проблем со одржливоста на државата. Затоа што припадноста, нудењето на Северна Македонија на српскиот свет е опасна по македонскиот народ. Пошто бидејќи ние не сме у делото, тој може ќе бидеме дел у некој третиот сојуз, Атина, Софија, Скопје можеби, НАТО сојуз. Прво и основно, значи, кон Северна Македонија има особено битен пристап заради тоа што ние сме тука во делот и на источно медитеранскиот пристап на Европската унија и на НАТО особено.
Второ, ајде да си го поставиме прашањето. Заре мислите дека меморандум би подпишале Загреб, Приштина и Тирана без тоа да се знае во Вашингтон? И конечно е едно охрабрување и до медиумите и воопшто до партиите. Па ние имаме таму заменик генерален секретар, ако не се лажам, на НАТО. Ајде да ја прашаме господјата Шекеринска, дали некој има проблем на подпишаниот договор меѓу тие три земји? И второ, зошто Северна Македонија не е дел од меморандумот за соработка? Ве потсетувам, ние имаме најмалку три во моментот воени поранешни наменски објекти од наменската индустрија. Зошто не сакаме да ги ревитализираме? Косово произведува дронови во соработка со Турција. Албанија извади оклопно возило кое што е по стандарди на НАТО. Береме еден штраф да направевме една навртка, Добро, не знам. За волја на вистината на фабрика во Самоков работи, мислам дека за НАТО работи. Значи, во делот на Самоков треба да се подсетиме како беше саботирано носењето на странските инвеститори. Тоа е друга приказна, но сакам да кажам дека не е друга приказна, тоа се истите 35 години. Функционира. Така што, кога ќе видиме дека Еврокомпозит останува надвор од можностите, кога ќе видиме дека Руен во Кочани останува надвор од можностите да биде дел од наменска индустрија, што бил претходно. Прашањето е зошто, односно по чија одлука и за чија потреба. Не за потреба на македонците и не за потреба на Северна Македонија. Добра е темата за овие за фабрики за анализа. Во секој случај, благодарам што бевте мој вечерашен гостин анализа со Иван Величковски.